Поштовани колеги советници, поради тоа што веќе дојде представникот за точка број 7, ве замолувам да преминеме на точка број 7, предлог програма за наменско трошење на определени средства во областта на управување со животната средина по оспот на надоместок за производство на енергија од фосилни горива како наменски дотации на општините за 2029. Го замолувам представникот за образложение. Вака, овие средства се распоредуваат, како и што ви пратив во образложението на програмата, врз основа на Законот за животна средина, кога државата користи фосилни горива за производство на енергија, како што беше во времето на енергетската криза, и по правилник се пресметува на секоја општина колку иследува, на општина Демир Капија и се доделени 213.923 денари, кои што спрема Законот за животна средина, општината е обврзана да ги потроши спрема програма и тоа во областта на заштитата или унапредувањето на животнава средина. Бидејќи средствата не се некоја голема сума, што можеме да направиме некои значителни промени во унапредување или заштита на животна средина, се водевме во тоа што претходно го имаме планирано во локалниот акцијски план за животна средина во приоритет 6, заштита на природата, кај што имаме предвидена една активност заштита на постоечкото зелениво и проширување на зелени површини во урбаниот дел на општината. И затоа предлагаме како општина да направиме 2 полинаторски градини и уште една активност со оваа програма да се покрие подигнување на свеста кај населението за заштита на животната средина, во овој конкретен случај заштита на полинаторите, како инсектите и птиците опрашувачи, кои што знаеме се едни од најбитните за опстанокот на животот. Во образложението кажав дека со овие пари треба да спроведеме неколку активности, да направиме анализа каде да ги мапираме тие површини, да ги дизајн да направиме како ќе изгледаат, да се набави, да се исчисти тоа место што ќе се определи, да се набават медоносни растенија кои што ќе бидат засадени, потоа да се спроведи набавка за кој што ќе се избери економски оператор и да се направи засадувањето, односно воспоставувањето на тие таквите полинаторски градини и еден едукативен дел кај што ќе ги вклучиме, например, тука децата од основното училиште и детската градинка и населението преку здружението и секој жител кој е заинтересиран да биде тука. Во моментот, например, кога се засадуваат и да има еден опис што значи таа полинаторска градина, што придонесува, и со ова ќе се помогне да имаме да ја зголемиме популацијата на опрашувачи, да го подобриме квалитетот на животната средина на некој начин со тоа да придонесеме, а истовремено и да го подобриме естетскиот изглед на централново подрачје на општина Демир Капија. Благодарам. Најме подаде збор, Јас прашам за сумата, а бидов таму со ДДВ без ДДВ, нема ништо напишано. Таа е сума и секоја услуга кога ја набавуваме, ние ја добиваме и за секоја услуга ние си плаќаме. Да, во таа сума, со таа сума располагаме и услугата што ќе ја набавиме, ќе треба да биде вкупно целосно толку. Благодарам. Дали знаете конкретно каде се планираат овие полинаторски градини? Првично со разговор со раководителот на урбанизам со Тони Петков одлучивме ова овде да биде зелена површина директно во центаров и на влезот што е триаголникот спроти автобуската постојка како ударни во централното урбано подрачје. Доколку има можност да видиме како ќе излезе со парите или ако има општината средства, секогаш може да се прошири или да се подобри. Да се зголеми. Благодарам. Дали друг даде збор? Видите, никој не даде збор, точка број 7 е ставено гласење, кој е за? Едногласно за. Нема против, нема воздържани. Благодарам. Наредна точка е исто. Преминуваме на
точка број 12 од дневниот ред. Разгледување на иницијатива од Анета Рискова, заклучок за прифаќање иницијатива за пристапување кон изработка на анализа за потребата од осуштувување видеонадзор. Проверка. Вака, првично јас тргнав од идејата за воспоставување на видеонадзор на локации покрај локалните патишта на излезот од Демиркапија и од другите населени места, бидејќи се соочуваме со стварно сериозен проблем со создавањето на дививе депонии. Иако еве еднаш годишно како една поголема акција во мај ја правиме генералка викенд, еве веќе 6-та година ќе ни биде оваа година, треба да се сретнат организаторите со градоначалничката оваа недела, да видиме, се надевам дека ќе продолжиме. Општината повикува на соработка од бизниси кои што располагаат и работат во Демиркапија со механизација за расчистување. Лани се случи така поголемо расчистување, меѓутоа совеста кај населението не проработува, едноставно се изчистија, тогаш се изчистија локација Маркова чешма, влезна село Прждево, се чистеше во Корешница, се чистеше во Бистренци, се чистеше на Партизанска крак 4, таму во таа населба, на предавателите се чистеше, се изчистија и веќе за, не може да речам повеќе од 2 недели, тие диви депонии повторно се создадоа. Мислам дека тие пари што општината и не секогаш бизнис, приватниот сектор ќе ни излегува, нели, во пресред како општествено одговорни да помогнат, би било пологично да ги користиме во други подобрување, во други услови за подобрување на животот во заедницава, отколку за да чистиме ѓубре што совесни граѓани го изфрлат кај што му одговара едноставно тие кај што сакаат и кај што му е најлесно, а не на депонијата како што е по правило да треба да биде. Барањето за овој заклучок е затоа што тоа е еден од првите чекори за кој што ќе може градоначалничката да донеси решение за да се почне анализата, затоа што е така еден поголем, подолг процес, кај што треба да се изработи анализата зошто поставуваме потреба. Имаме увидено дека има потреба, па увидовме кога разговаравме и со колешките во општината сите дека има потреба и на други јавни површини како што е паркот, затоа што многу пати, често пати се случува вандализам на урбанава опрема, најчесто во паркот покрај река Волшава се кршат клупи, канти, сите знаеме, сме сведоци, посебно мислам минатата зима беше страшно тоа што се случи, така да ги поставиме, да почнеме постапка за да можеме да воспоставиме врз основа на Законот за заштита на личните податоци. Еве и еден податок, јавното комунално предпријатие веќе почна постапка, дел од бирократијата ја истерува, анализата ја направија, во тек се за поставување за избор, мислам, на оператор кој што ќе ги постави тие камери на депонијата, затоа што и таму се случува, доаѓаат жителите со отпад, не го одлагаат во депонијата, не го одлагаат пред влезот на депонијата. И потоа со анализата, кога ќе се воспостави, кога ќе се види колку таа кошта, не е ефтин проект, не е ефтина иницијатива, меѓутоа не мора да биде сета направена во исти период, може да се оди по фази и по етапи. Отпред колку кошта? Отприлика спомнав јас, како што ја гледав јас јавната набавка што ја има спроведена општина Штип, значи од набавката до камера, значи како едно место за снимање до пренос на податоците до оперативниот центар. Во оперативниот центар треба да биде нели опремен и тој со соодветна компјутерска опрема, кај што ќе можат да се гледаат снимките. Едно камерно или едно место за снимање кошта во овој момент 1100 евра. Значи до обработка на податоци. Од набавка, асистент, сето, едно место кошта толку во овој момент.
Благодарам, Таня, подругла. Само на кратко, Анета. Но, Значи, имате више дефинирано такви некои критични точки, не те ги спомнат тие што се? Вака, јас ги спомнав те, значи ги знаеме дека најчесто луѓето кај нас тоа го прават на излез кон поле, кога одат да извршуваат нели некои земјоделски активности и сега ние нема да имаме некои толку многу големи бројки на видео надзор на места за поставување, но сепак треба да имам. Значи, мислам Тоа е добро во секој случај, затоа што сепак сега е сведоци сме сите Да. на Еве трендот е нели кажано е дека во оваа година веќе почни да се поставува, не знам, државата си го тера тоа Safe City нели проектот, ќе бидат сите општини, ама не верувам дека ние помала нема да видиме во почетокот, сигурно ќе видиме, ама тие ќе ги отпати само регионалните патишта, нели, некаде или кај што ќе одлучат тие, а ние треба да си преземеме на некои места нашите, што стварно е жално е, ве претендираме да бидиме и стануваме туристички познато место, ни доаѓаат туристи од скоро од цел свет. идејата е добра и треба да се ствари. Дали подругла разговор? Вака се значи со тешки товарни возила кај што минува не се помијат. Таму е станато тоа како депонија, покрај Вандова вака значи. Верувате ли некој пат, дори некој идел посред пат истурал отпад, џубре, некој нешто што реновирал дома, го значи јас денеска поминав, во сигурно пред 2 дена е истурено таму така. Идејата што ви е ваша за камери за тие работи, ако минал советот тие работи, дали ќе се ставе камери на такви места? Кажав јас, значи на територијата сакам да биде на цела општина на Демиркарија. Сега ние нема како општина, знаете ли сами со колка буџет располагаме, не можеме најнаш. Еве јас како инспектор за животна средина кај што ми е делувањето во природата, значи не во урбаниот дел, јас не можам да утврдам кој го изфрлил тој градежен шут, тој мебел, јас ќе одам, ќе го констатирам, тоа законот ми наложува да го известам градоначалникот да донеси налог до јавното комунално предпријатие да го подигне, доколку го утврдиме кој е сторителот на тоа неправилно одлагање на отпадот, трошокот ќе биде негов, ама најчесто ние не сме истражен орган за да знаеме кој го изфрлил таму мебелот, кој го изфрлил градешниот шут, и изфрлат и секакви пластики и секако битно отпад. Јас сакам да кажам нешто. Дали некој да ме е казнат за шут, фанат и казнат? Од моја страна за шут во урбано нема. Дали имаш ти ингеренции дека знаш? Имам ингеренции доколку... Тоа е фрлат шут. Ама доколку утврдам, ама јас не можам да утврдам. Че има може да се знае. Значи едно ќе разпоричкаш сметка за струја, сметка за телефон, можеш дома. Доколку се утврди, да, јас ние немаме казнато никој, затоа цело ти беше фрла кој не сака. Еден да го... Па затоа го барам ова за да можам да докажам. Оти најчесто се случува човекот што го создал отпадот да ангажира друго лице за да му го префрли до депонија, ангажираното лице, тој што го повикал за да му го отстрани отпадот од дома, го изфрлил на непрописно место. Казна и за 20 Казна и за 20 треба, да. Јас сум за во природата, за во урбаниот дел, еве сега на овој начин. Следно, може би, доколку ги утврдам тие кои се... Тука кај што е на Педаданска пат, куќе што има доле, игралишко, не куќе има едно доле, Николе стана доле. Да. Абе, доле историле, доле џубре историле, причудена. Таму оди, видите, најде некоја сметка, се најдеш Не секогаш има, верувате, сметка, ама не секогаш, тоа не е и тоа го имаме правено и на приватен имот, и БЕФ,
и наложив, значи на едно... Оти камерата, знаеш, ја ќе знам камерата, ќе ја скршам. Па сега таа Ќе ви кршат камерата. Ама таа снима камерата, кога Ти мораш да одбележиш дека има дека видеонадзор. има видеонадзор, па сега Сите ќе ја знаат камерата. некој се осмели, значи ќе го види, да, кога... Тоа сакам да ти кажам, значи само со високи казни. Јас сум против казните, ама за такви работи, Лице е многу мала казната. Казната е 100 евра, кога се погодиме со спогодување, морам да му понудам 50 евра. И утре абе 50 ќе го казниш, утре за 50 евра, ќе не се одешваме. Што минимално. Нема да... Нема нагоре за правните лица се високи казни во областа на животната Нема да средина. штеде нафта, да го несе таму, штеде нафта, туку ќе го исправи. Затоа е ова една мерка, па понатаму ќе следуваат и тие мерки. Мора за такви работи има казна. Само така ќе се управи. Не може човек од дома го взема, уректе го таму. Имаш депонија, одиш вампа. Да, сакам да кажам, во урбаниот дел немам надлежност, значи за тие. Имаме урбанистички планови до каде ни се, и јас имам изреагирано на неколку места и до Корешница дадов налог, треба да се спроведи, имам за чистење, има на приватен имот без знаење, не знаеме, испрлил мебел. Не можеме да знаеме, само мебел има, лично бед, не знаеме чие. На едно друго место градежен шут го најдов, па му дадов налог, па во Бистринци си го подигна. Човекот прво морам да дадам опомена да го подигни, доколку си постапи и си го подигни отпадот, тогаш во ред. Затоа ја бараме овај начин, го бараме за да можеме да ги утврдиме. А верувајте дека доколку и сега од ова излезе јавно од седмицава на Советот, дека веќе Советот донесол заклучок дека ќе се отпочне ваква постапка и психолошки ќе делува на населението